Благодарам, почитувана председателке. Колку и да ми е јасно дека има обид за политизација, практично до сега е незабележено, како што кажа и колешката Стојановска, опозиција да повлече амандмани и да одбие да дебатира, а да има уште 7 дена за расправа. Факт е дека побегнавте. Факт е сега дека креирате политика на нешто кое што е човекова трагедија. Еве сега ќе ви објаснам неколку работи. Прво за кочање. Истото што ќе го кажеш утре, јас ќе излезам и прв ќе ти објаснам дека си лицемерен и дека лажеш. Поднесе амандман на кој што си подпишан за 3 милиони денари за старечки дома, обезбедени се 199 милиони, бидејќи градоначалникот сметал дека тоа е приоритет. И за секој амандман подробно ќе ти објаснам тоа што го барате вие колку е реално и колку е сега помогнато на тие луѓе. Втора работа ќе ти кажем еве за пожарите. Ти беше министер за 7 години и тогаш имаше и сега има пожари. Разликата знаеш која е? Што сите авиони сега се сервисирани и веќе функционираат. 30 пинцгауери за кои што ти покажуваше тука слика дека се превртени и максимално траење на пожар е 12 часа. Само ќе ве потсетам една работа. Се сеќаваш на Јоцо Манго од Струмица со Фапот? Се сеќаваш како Маричи и Заев седеа на плажа додека народот не се букна да се вратат тука да ги гасат пожарите? Тоа сега го нема. Еве ќе ти кажам 3 работи и ќе ти собратам лично зошто избегавте од дебата. Прво заради тоа што немате аргументи. Ние не избегавме, 12 месеци сме власт. Амандман по амандман трпеливо ве газевме со аргументи. Понатаму начинот на кој што луѓето излегуваа и ги кажуваа тука амандманите, доволно беше да не ве слушаат луѓето што зборите, само да ве гледаа еден по еден кој ги поднесува тие амандмани и да види во изминатите 7 години што тие луѓе што сега бараат амандмани придонесоа за тоа да се реши. Втората работа зашто избегавте покрај недостатокот на аргументи се амандманите, луѓето кои што не гледаат, односно граѓаните сваќаат дека проблемот во амандманите се директно ваша вина. 7 години ништо не направивте за решавање на тие амандмани, а тука имаме председател на собранието, премиер, 9 министри во претходната влада и нула. Ништо не направено и затоа избегавте. И третата работа од која што е особено важна, ајде да ги фатиме амандман по амандман. Ние затоа сме тука. Ви викаме ајде бе луѓе, еве вие говорницата опозиција сте еден по еден ќе ги зборуваме. Најголем дел од амандманите веќе се во напредна фаза за решавање. И затоа побегнавте вие од тука. И сега ќе збориме за кочани и за пожари. Во ред ќе збориме за што сакате. Не е никаков проблем. Не побегнавме ние. Ние ве викаме ајде луѓе, дајте да зборуваме. Па не сте тука, еве киднавте сега. Но еве да повториме уште еднаш за граѓаните. Што е суштината со овој ребаланс? Се покачуваат плати, се покачуваат пензии, се финансираат проекти, се градат автопати, факултети, училишта, болници, се модернизира полицијата, се модернизира армијата. Еден детал не најдовте за кој што ќе кажете ова е лошо, ова не треба. Таква е работата. И сега, со оглед дека се обидовте тука да вратите во некои други времења, знаете на што ме потсети ова бегање? Исто како бегањето од избори, секој пат кога ќе дојдеме во ситуација да ве соочиме со народот. Ќе бегате уште малци. И сега, и понатака, па ќе се криете, се до 19 октомври. Бегање нема. Сметката од народот секој ќе си ја плати. И ние, и вие. Па ќе видиме на 19 октомври кој бил во право, кој не бил, но на вас тоа не ви интересира. Зошто? Што е да се случи, вие ќе си останете 4 години во собраниските клупи и тука ќе се заврши работата. Тие кои што сега ги терате да идете на терен, тие сега кои што ги терате да се кандидираат за градоначалници, треба вас да ве прашаат зошто удобните собраниски клупи носите вакви погумни политики. Благодарам. Процедурално Фатмир Битики.